Агресивната кампања на партиите во предизборието во Македонија длабоко навлегува во приватноста на граѓаните. Директни повици на мобилен телефон, СМС пораки се испраќаат до секого независно од возраста и во било кој дел од денот. На телефонот ќерка ми се јави од ВМРО ДПМН за да не известа за времето на одржување на митингот. Раскажува една загрижена мајка од Карпош за повикот кој го добиле на мобилниот на незината 8-годишна ќерка. Кога ги прашав од каде има овој број, ми одговорија дека ми имало на списокот. Ги прашав од каде има списокот, ми рекоа од општина. И јас им се заблагодарив за информацијата. Другиот пример за кој во нова не известија граѓаните е СМС порака од СДСМ со следнава содржина. ВМРО-вците во пресред на денешниот митинг делат пропаганден материјал пред нашите станови и куќи. Ве молиме, излезете и исчистете. Испратија оваа порака на уште 10 луѓе, ако мислиш за доброто на Македонија. Ученици облечени во мајци со ликовите на кандидатите за градоначалници навиваат секој за својот фаворит. Ова е атмосферата денобиве во основните и средни училишта низ Македонија. Без да водат сметка и родителите, и политичките партии, и другите ги втурнуваат во нешто за кое што децата немаат реално размислување, самите мислат дека се одредени застапници за правата на одредена партија и така натаму. Родителите треба да бидат свесни што предизвикува присуството на таков митинг на своето дете, затоа што кога сте на митинг или протестирате, не знаете како ситуацијата, кој колосек ќе го добие. Може да добие насилен, може да биде и сосема мирен протест, дури што се забрзуваат и детето. И во градинките не можат родителите да влијаат. Затоа кажам, значи, внатре во училиштата, во градинките, во другите институции, потребно е и државните институции да го намалат и воопшто да не дозволуваат било каков пропаганден материјал во однос на децата со цел да не се развива едно чувство на реваншизам, национализам или кој за кого ќе гласа. Децата се отидени во училиште за да учат, сите се подеднакви. Сите имаат право на образование и никој не треба да биде дискриминиран. Едно од правата на децата е правото да не бидат дискриминирани, правото на образование. Значи во училишната клупа сите се подеднакви без разлика на тоа од која политичка партија се, дали родителите ќе гласат или не. Тие го имаат тоа право, меѓутоа во училиштето треба институциите да ги заштитат децата, како и политичките партии во однос на своите кампањи треба да водат сметка дали им се вклучени деца или не се вклучени деца, затоа што таа е најранлива категорија која што е спремна за манипулации, понатака која што може да влие врз нивниот раст и развој. Еден светол пример во целиот галиматијас на предизборието се неколку детски градинки, каде воспитувачките им забраниле на децата да ги носат на раце на раквиците со партиски пораки.